Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата ТВ 103 со своето 105-то издание, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, во кое што ќе ви говорам за една ТВ серија која се појави точно на нова година, само што мене ми требаше време да одвојам за неја, за да можам да изгледам, да дојде на мојот гледачки ред. А серија во која станува збор за еден грабеж, во кој кратци со изградена кариера се подготвуваат да го извршат пред се грабежот на нивниот живот, но нивните планови не се одвиваат баш така како што треба, затоа што колку прецизен и методичен да е криминалецот во изведбата на делото, секогаш ќе постои тој мал процент на непресметливи фактори кои што ќе бараат пред се од изведувачите на овој чин да импровизираат и пред се да се приспособат на новите ситуации во кои што ќе бидат затекнати. И некој од нив краде за пари, а некој друг па за реваншизам од екипата. А ако нешто имаме научено од модерните хајст филмови, како што се Ocean's Eleven на Содерберг, треба да знаеме дека секогаш мора да бидеме подготвени на скриени планови, кои секој од бандата на ограбувачи ги прави без да го информира или гледачот, или своите колеги од соработници, ајде така да ги наречеме, што не е исклучок и од оваа серија, која што е создадена на страна на Ерик Гарсија и се нарекува Калеидоскоп, за која што ќе ви говорам денес, која беше продуцирана и ќе може да ја погледнете во целост на Netflix. А на почетокот на емисијата имавме може да слушаме две композиции од бендот Westing, односно како што можевте и да забележите, започнавме со нешто што наликува на Led Zeppelin за новата ера и во контекст на рифовите и во контекст на самиот вокал. Односно станува збор за бенд кој што ни доаѓа од Висалија, односно од Калифорнија, американски бенд кој што е под силни влијанија и на Led Zeppelin и на бендовите од 70-тите години на минатиот век, така што има елементи и на блуз, и на фолк во нив, секако присутен е и тој heavy psych, односно тоа обележен на дисторзираната психоделија, која што е конститутивен дел од модерниот стонер рок, од кој што ќе слушнеме уште една композиција. Ги слушнавте до сега Back in the 20s и Nothing New. Ќе слушнеме уште Lost Riders, три композиции кои што се наоѓаат на нивното ново студиско издание, именувано како Future. Доколку сакате да знаете како се одвива грабежот во Калеидоскоп, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Почнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 105-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, во која ви говорам за Калеидоскоп, која што е криминалистичка серија, односно, ајде да ја наречеме драма со грабеж, која што треба да го задржи антолошкиот формат, чие што прва сезона имаше своја премиера во целост на Netflix на 1 јануари оваа година. Креаторот на серијата е Ерик Гарсија, кој е автор и на новели, но и сценаристот на Рипомен, поточно од 2010-та, а потоа Matchstick Men е негов и тој го продуцираше Autopsy of Jane Doe, личниот хорор филм. Серијата е продуцирана, како што веќе ви помнат, за Netflix, што значи дека 8-те 50-минутни епизоди ќе може да ги изгледате севкупно за 6,5 сати, а јас си се подправ на практиката на гледање на серија во 2 дена, со тоа што ги преполовувам за да не загубам во континуитет, меѓутоа и од друга страна да не ги избинџам во еден ден, така што ова е моја препорака која ви ја посочувам за некои серии кои што траат 5, 6 или 7 часа, а Netflix во март и април, како и секоја
секој месец објавуваат десетици нови ТВ серии и ако некоја што е слушнала епизода на ТВ 103, тогаш ќе го слушнете овај рефрен кој што го повторувам во секоја епизода кога рецензирам нивна серија, дека квантитетот не секогаш продува со квалитет, потребен е за да има избор, меѓутоа не секогаш тој избор вреди да биде напоменат. Таков е случајот во последните неколку ајде да речеме половина година на Netflix, каде што добивате секој месец по 20 на нови серии, меѓутоа дали ќе си најдете нешто што ќе ве задоволи е тешко прашање. Јас во овие 3 месеци, да речеме, ова е една или две серии кои што сум одлучил да продискутирам за нив, така што не говори тоа многу за овој стриминг канал, кој што во марти, април напоменувам дека ги објавија The Night Agent, Unseen, Wellmania, Unstable, Beef, една од најактуелните серии кои што има моментално, Agent Elvis, Thicker Than Water, Sky High the series, Who Were We Running From, In the Name of God, a Holy Betrayal е документарна за разлика од претходно напоменатите играни анимирани, потоа Emergency, NYC, American Manhunt, The Boston Marathon Bombing и Running for My Truth, Алекс Шварцер. Тоа се 4 документарни ТВ серии, а во најава се ТВ сериите кои ќе се појават во наредните во април и во мај. Тоа се The Diplomat, Queen Charlotte, Bridgerton Story, XO Kitty, Fubar, Mulligan, The World Can't Tear Me Down, Yakitori, Soldiers of Misfortune, потоа The Nurse, Sanctuary, The Days, Queenmaker, Black Knight, Love After Music, Muted и Barracuda Queens, таа е шведска ТВ серија која што исто така тематизира грабеж, и документарните How to Get Rich, Chimp Empire и Queen Cleopatra. Ниту има некои впечатливи наслови во најава, може би некој од нив крие некој си диамантче за кое што не сме запознаени на прва топка, така што верувам дека ќе капитализираат на вторите и третите сезони од сериите кои што досега ги немаат откажано, затоа што не баш секој мамец фрлен на јадица може да очекува дека ќе вроди со некој си плод, меѓутоа ете, пробуваат со мал милион на серии и доколку некоја опали на широкиот аудиториум, одобруваат втора сезона, ако не, како ништо да не било. Фала ви многу што гледавте и од серијата, и без разлика дали на некој малцисто се допаднала, нема да биде продолжена со оглед на тоа што цифрите ги поседуваат на гледаноста тие и си ги пресметуваат на нивен начин, и на крајот на денот популистичките параметри одлучуваат во што точно ќе се инвестира од страна на Netflix. Во серијата станува збор за Лео Пеп, односно глумен од Джианкарло Еспозито и неговата дружина на крадци кои што се обидуваат да изведат грабеж со вредност од околу 7 милиарди долари и да украдат обврзници од една од најдобро ситуираните фирми за корпоративна безбедност, именувана како SLS, во која се наоѓаат илегални обврзници на тројца матни европски богаташи, ајде така да ги наречеме, односно компанија со која раководи човекот кој дозволил да почине во пламените јазли сопругата на Лео, што го мотивира да го удри него таму кај што најмногу го боли, односно мотивацијата не е само преземањето на 7 милиарди од него, односно негов мотив за изведбата на овој криминоген чин е пред се реваншизамот. Тоа нема да му ја врати сопругата, но тој има личен мотив за изведување на самиот грабеж, за разлика од неговите соработници кои што предимчат само брзо да се збогатат. На 16 септември 2021 година беше најавено дека ќе се снима серијата
во 8 епизоди, но тогаш гласеше со насловот Jigsaw. Не знам со кој памет мислеле дека нема да биде синоним за филмот од серијалот Пила, меѓутоа некој некаде имал раздрав разум и ја преименувал во Калеидоскоп. Почнале со снимање во студијата на Netflix во Бушвик во Бруклин на 1 септември 2021 и завршиле на 16 март 2022. Секогаш со резерва приоѓам на вакви условно кажано револуционерни потфати на сценаристичко рамниште, со оглед на тоа што оваа серија важи за своевиден прогресивен ичекор, дека поседува на тој начин што на гледачите на стриминг сервисот Netflix ќе им бидат сервирани епизодите во различен редослед. Односно, тоа значи дека на секој корисник на услугите ќе има различен хронотоп, нелинеарен се разбира, на начинот на кој што тој ќе изгледа серијата. Односно, некој ќе гледа започнувајќи со една боја, завршувајќи со друга боја. Секоја од епизодите има своја карактеристична боја по која што се означени, малте некако имињата кои што ги има ликовите од Reservoir Dogs на Тарантино. Така што на секој корисник едноставно му ги мешаат картите, условно кажано, и на тој начин што се разнишува хронотопот и можеби ќе почнете да гледате со флешбек епизоди, можеби ќе продолжите да ги гледате во тековните одвивања, можеби обратно ќе започнете од самата непосредна подготовка од грабежот. Така што на секој гледач му е понуден различна можност за следење на хронотопот на ова дело. Не знам дали е тоа добро дојдено или не. Не ме сваѓате погрешно, не го кажам затоа што се плашам од некаков си прогрес, напротив, прв ќе пофалам некоја идеја ако е револуционерна. Меѓутоа проблемот е од тоа што кога трошка од таа иновативност ќе заврши кај конгломератите, се става една убава панделка и се продава како лек против ракот, и тука браната на разумот попушта кај мене и истекува реката на аверзија. Имено, Bandersnatch се уште во мои очи важи како неуспешен потфат за внесување во Black Mirror, прекрасната Black Mirror ТВ серија, елементи на илузија на избор, со тоа што нели се обиде Брукнер и неговата дружина да го доближи филмот до видеоиграта, и односно до концептот на видеоигрите и можност на гледачот да ги води ликовите со помош на изборот на нивните животни одлуки, ама сето тоа стана репетитивно со континуираното премотување нели на епизодата и со недобивање нели саканата сатисфакција за можноста за раководење со ликовите. Сега, во случајот на Калеидоскоп уште понезначителен исчекор според мене, затоа што направен е само еден шафл, односно промена на хронотопот на настани, според кој гледачот нели може да искуси серијата, дали прво ќе гледа настаните од минатото или од како ќе се запознае со ликовите. Тоа ќе го направи, што не менува многу во самиот исход, затоа што планирањето на грабежот и активностите од динината се многу подинамични. И доколку не се внимава, а во случајот на Калеидоскоп не се внимава, по тој редослед ќе се гледаат флешбек епизодите, може да настане едно нарушување на течението на приказната, за кое не се свесни продуцентите, затоа што убаво е кога на хартија ќе си ги заменат местото епизодите, меѓутоа секоја замена има последици во приказната и многу ретко кога се придонесува на гледачкото искуство. Некои од носечките улоги, например, не ги има во сите приказни и од големо значење, например, колку време ќе се посвети на нив на самиот почеток на серијата или на самиот крај, така што да беше толку лесно, немаше да има писатели да го структурираат течението на серијата и според мене не може алгоритам да го замени човекот и згора на тоа гледачот само еднаш ќе ја гледа серијата. Бидете убедени во тоа, нема да троши уште 10 часа да изгледа во друг редослед епизодите, да не се лажеме и да не продаваме топла вода.
Така што има само една шанса на која што може да се искусат настаните и подобро би било тоа да некој здраворазумно да седне и да го направи тој искршен хронотоп, не линеарен каков и да е, за да може на гледачот да му се даде најдоброто од сите можности кои што се нудат, заради тоа што не се епизодите лего коцки, па да може да соодветно да ги заменат своите места и сепак да се направи некаква задоволителна структура, заради тоа што не баш сите парчиња си ги наоѓаат новите места во мозаикот. Именно гимикот, односно самата финта, ајде така да ја наречеме, условно кажано, е во ред, самата помисла е во ред, меѓутоа проблемот е што и во случајот на Black Mirror и тука се применети доста генерички концепти, па и во иднина се надам дека некој способен автор и екипа зад него ќе го согледа потенцијалот на играњето со нелинеарното прикажување на хронотопот и ќе го применат можеби повеќе на некои поосвежувачки концепти, пред се по-интригантни ликови кои што би биле можеби по-автентични, а не би биле копија на веќе избледени концепти и архетипи. А до тогаш да не се лажеме дека пиеме нафта и дека ова е револуционерен подвиг, само е една убава идеја која што се коси со својата реализација. Хронолошкото действие, доколку сте заинтересирани да ја гледате тековите настаните во зависност од тоа како се случиле, прва епизода гледајте Виолетовата, таа е 24 години пред грабежот, потоа имаме зелена епизода која е 7 години пред грабежот, една година подоцна е жолтата епизода, портокаловата е 3 недели пред грабежот, сината е 5 дена пред грабежот, а белата епизода е самиот грабеж, додека ден по грабежот е црвената и секако 6 месеци по грабежот е розевата епизода. Но тоа не значи дека не можете да ја гледате или однапред или одназад, кој редослед сакате, откако ќе се изврши грабежот, со тоа што грабежот е означен како бела епизода и таа секако во сите итерации се чува за самиот крај, додека непосредно пред неа се црвената и розевата епизода кои што се пред грабежот и по самиот грабеж. Иако има 40.000 пермутации помеѓу овие епизоди, 8 епизоди со различна боја, последните 3 секогаш се розево, црвено и бел. Со тоа што се намалува бројот на пермутации, односно тоа се 120 од прилика, но сепак тоа се премногу и има голема разлика дали ќе започнете со запознавањето на ликовите непосредно пред правењето на грабежот, па потоа ќе се враќате назад или ќе започнете од иницијално од причинителите за одмаздата на Лео, така што игра голема улога структурирањето на епизодите, да не се лажеме и не за џабе може да се сруши секоја кула од карти доколку не се поставени на цврст темел. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза и во продолжение на емисијата ги слушаме Witch Reaper. Односно, ќе слушнеме 3 композиции кои што се наоѓаат на нивното ново студиско издание, именувано како The Flight After the Fall. Ќе слушнеме Enter the Loop, Madness and Ritual Solitude и ќе слушнеме Obsidian Forge, кои композициите ги одберев од овој албум се одлични, а во тоа ќе се уверите и преслушувајќи ги овие 3 од бендот кој што не доаѓа од Сиетл, од Вашингтон. Јас слободно можам да кажам дека ова се една моќна комбинација на звукот кој што со себе го носат модерните Mastodon и Baroness, па и ајде да ставиме во таа капа и агресијата на Gojira, односно една комбинација помеѓу сладж призвукот, stoner metal, итерациите, односно една многу добро продуцирана машинерија која што се надам дека во иднина ќе може да има поголем
успех и да дојде на нивото на веќе бендовите кои што се синоним за овој музички правец и рамо до рамо да се носат со нив со останати моќни изданија кои што ќе ги создаваат и оставаат за себе, така што продолжение ги слушаме одличните Witch Reaper и потоа ќе се вратиме во етер да ви говорам за актерите, односно за улогите и за актерките кои што ги имаат во рамките на првата сезона на ТВ серијата Калеидоскоп. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 105-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, а во денешното издание ви говорам за ТВ серијата Калеидоскоп, а во овој сегмент ќе продискутирам за актерите и актерките, односно ликовите и улогите кои што ги имаат дел од актерската екипа, предводена од Джанкарло Еспозито, кој што го знаеме многу добро од неговата култна изведба на ликот во Breaking Bad. Во оваа серија има носечката улога на Лео Пап, односно во друга итерација е Рей Вернон. Тој е криминалец кој што има и тоа како голема кариера во криминогените води за себе, меѓутоа е водач на една екипа, односно на своја тајпа на ограбувачи кои што се подготвуваат да го направат грабеж на нивниот живот, кој има за цел пред се да го ограби трезорот на СЛС и има неразчистени сметки со него раководителот на оваа компанија, кој што нема помогнато на неговата сопруга во минатото пред 20 на години, кога двајцата соработувале како ограбувачи почетници, е така да ги наречеме, со тоа што едниот бил егоцентрист и наместо да помогне избегал и на тој начин ја оставил на цедило неговиот дотогашен партнер во криминогените действија, со оглед на тоа што неизбежно е и едниот и другиот да завршат зад решетки, со оглед на тоа што си играат со оган во буквално и во преносна смисла. Руфус Севел, односно актерот кој што глуми во филмската адаптација на Хамлет и во одличниот Dark City, во оваа серија го глуми Роджер Салас, тој е во претходната итерација го глуми ликот Греем Дейвис, тој е поранешен партнер во соработките со Лео за криминогените действија, а денес е извршен директор на СЛС, односно фирмата за корпоративна безбедност, која што ќе биде на удар на друштвото на Лео Пап. Пазвега ја глуми Ава Мерсер, таа е адвокатка, односно најблиска пријателка на Лео и е мотен специјалист за оружје од екипата која што има собрано Лео, која што има доверба во неа. Питер Марк Кендал го глуми Стен Лумус, тој е поранешен цимер, ајде така да го наречеме, во ќелијата во која што се наоѓал и Лео и ја има функцијата на шверцер во екипажот на Лео. Потоа ја имаме тука Розалин Елбај, за неја ви говорев кога ја рецензирав, ја анализирав ТВ серијата Рами. Овој пат во оваа серија исто така глуми меѓутоа за улогата на Џуди Гудвин. Таа е Штраус со нејзино моминско име, таа е поранешната девојка на Стен и е специјалист за експлозиви во како составен дел од екипажа на Лео. Джей Кортни го глуми Боб Гудвин, тоа е сопругот на Џуди и е отворач на сефови од екипата која што има составено Лео, човек кој што барем мене ми идеше на нерви, без разлика на тоа колку се обидува од екипата да го хуманизираат овој алфа мажек на крајот на денот, без разлика на тоа во каква ситуација ќе биде затекнат, тој се потпира исклучиво неговите примални потреби и едноставно сака да биде човекот кој што ќе ги повлекува сите решенија и одлуки, меѓутоа го нема интелектуалниот товар за да го направи истото, меѓутоа ги има смирените раце со кои што тој може да оперира за отклучување на сефовите, тоа што не може да го изврши самиот Лео доколку би се потпрел на себе, заради тоа што има Паркинсонова болест и веќе не е тој ограбувач што бил во неговата младост, така што си ја
прибира својата конкуренција во екипата, меѓутоа таа конкуренција е прилично егоцентрична и сака да биде тој што ќе ги диктира сите прашања, меѓутоа не е способен да ја погледне големата слика. Тати Габриел, која што ја знаеме од The 100, потоа таа глумеше и во Chilling Adventures of Sabrina, ја спомнав како една од незините сопернички во училиштето, односно една од соперничките на носечката улога која што имаше самата Сабрина, и таа глумеше исто така и во Ю, ако не се лажам, односно во одличната ТВ серија со Демначот, која што имаше своја нова сезона пред некој месец, поделена во 2 дела, која што исто така се емитуваше на Netflix. Меѓутоа, тати ја глуми Хана Ким, која што е бремената ќерка на Лео, која работи како шеф на дигитална безбедност токму во SLS, компанијата која што со која што раководи човекот кој не му помогнал во на Лео да биде спасена низината мајка за време на пожарот кој што тој го иницирал во куќата која што ја ограбувал. Самиот Лео во соработка со низиниот шеф, кој што исто така бил прилично иритиран. Лео бил прилично иритиран во мигот кога собственикот на ова, односно човекот кој што бил на мета на двајцата за да биде ограбен, исто така работела сопругата на Лео под негова капа, и во една ситуација тој го омаловажува пред се појавувањето на неговата ќерка во неговиот раскошен дом, и со ова негова расистичка навреда го мотивира пред се Лео да се одмасти. Значи Лео има таква одмаздолюбива нишка уште од неговите почетоци, кога бил можеби по ревносен и по пргав, меѓутоа никогаш не ја губи таа нишка до крајот на серијата. Меѓутоа многу добро знаете тој што се трга да оди по патот на одмаздата, секојаш треба да копа 2 гроба. Покрај неа во серијата се појавува Остин Ел Фишер, која што ја портретира младата Хана Вернон, односно тоа е моминското име на Хана Ким. Джордан Мендоза го глуми Пичеја Коста Джуниор, тој е возачот во екипата која што ја збира Лео, едно младо момче кое што нема причина да биде инволвирано во самиот процес на ограбување, негова работа е само да биде беби драйверот, и се појавуваат во серијата исто така и Хемки Мадера како Карлос Сујо, тоа е десната рака на Роджер, односно неговиот чистач на сите неудобности во кои што знае да заглави неговиот шеф, и секако тука се појавува и Со Јонг Сон како Лиза Ким, таа е посвоената сестра на Хана, и уште неколку ликови ќе ви неколку актери и актерки ќе ви напоменам. Тука е и Џон Ханс Тестер како кој го глуми Стефан Тиле, еден од тројцата, односно триото на милиардери кои ги доверуваат на SLS нивните обврзници во вредност од $7 милиарди. Потоа тука се и ликовите кои што извршуваат притисок врз екипата на Лео и се обидуваат со помош на законот да ги спречат криминогените действија. Една од нив е Ниуша Нур, која што глуми ликот на Назана Баси, таа е агентка на FBI, фокусирана на истрагата на дружината на Лео, и секако партнерот во FBI на Абаси, ликот Семюел Тоби, кој што глуми Баба Уайлер. Ова се накратко ликовите кои што се од дружината на Лео, од компанијата SLS и незиното раководство кој што се на удар на дружината на Лео, и секако тука се нивните соработници, односно тројката, европските богаташи, и наспроти нив раката на законот, односно FBI, кои што се обидува да влезат во трага на грабежот со надеж дека ќе може да го спречат.
Во продолжение на емисијата ќе слушнеме неколку композиции од God's Ground, односно тоа се композициите A Game of Light, Balance и Into the Butter, кои што се наоѓаат на нивното ново студиско издание A Bewildered Mind. Станува збор за бенд кој што ни доаѓа од Минхен од Германија, се селиме на европскиот континент и ќе слушнете по гранџерски звук во овој момент, односно пустинската дисторзија секако дека е се присутна, меѓутоа елементи на стонери дум секако дека се распространети на секаде низ овој бенд, меѓутоа интересна нишка се овие гранџерски пробивања кои што му даваат специфичност на овој бенд. Во продолжение, значи ги слушаме God's Ground од Германија и потоа се враќам во етер да ви говорам за одредени спецификации кои што ја поседува ТВ серијата Калейдоскоп. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 105-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни квалитетни ТВ серии, во која што ви говорев за првата сезона на ТВ серијата Калейдоскоп. А за самиот крај на емисијата ќе споделам неколку спецификации кои што ја красат или па можеби ја гнасат оваа серија. Имено секоја од епизодите има своевидна најава означена со колоритот со кој што тие се маркирани и наслушнуваме од отклучување на механизмот нели за отворање на трезор, додека се проектира неколку мултиплицирани дизајни на одредениот колорит кој што треба да ја означи оваа серија пред се и секоја епизода. 4 режисери ја работат серијата: Мерзи Алмас, Расел Дифайн, Еверардо Гуд и Роберт Таунсенд. По 2 епизоди режира секој, така што со оглед на тоа што се врзани со временски координати, односно има цела епизода која што е пред 24 години, има друга епизода која што е самиот грабеж, значи во сегашноста, друга е неколку месеци подоцна. Значи секоја епизода има своје временски рамки кои што им дозволува на самите режисери да си поиграат на тој начин што ќе ги снима на свој вид, ќе остават свој белек и нема да има потреба да зависат стилистички едни од други, што па полоцна е попроблематично за составување на самиот хронотоп на серијата за која што ви говорев, музиката, од која што доколку имаме време денес ќе слушнеме неколку извадоци, работи Доминик Луис, односно тоа е композиторот кој што најчесто соработува на филмовите кои што од Kingsman серијалот, исто така минатата година ја правеше музиката и за хорор филмот Violent Night со Дедо Мраз, негова е музиката и за, односно одличната музика за фанки, музиката за Bullet Train, значи тоа е препознато баш по тоа поигрување со жанрови, со стилови, со тоа што користи доста органски елементи, односно користи доста инструментариум со кој што ја збогатува и разигрува својата форма, и тоа секако дека соодветствува и за тропите кои што се врзани за и околу серијата за грабеж, така што потребно е да има барем некое исчекување или подгревање на атмосферата со помош на саксофони, труби и воопшто инструменти кои што би најавувале некакво позадинско дејствие кое што го разјарува овој филм. Меѓутоа секако дека има и ламентирачки пијана, секако дека има и мали фрагменти кои што се нужни за некакво си пресликување на емоционалниот багаж кој што го носат ликовите и го премолчуваат во себе. Во поглед на сценографијата се збираат во еден огромен магазин луѓето кои што го вршат грабежот, потоа има работни простори на фирмата за обезбедување, имаме дури бегство во други градови пред и по извршувањето на самиот грабеж, така што е колку што се работи во ентериери, има неколку сцени работени во екстериери. Во поглед на фотографијата, бара и тоа како во ентериерот да има поголема контрола над, например, неонската светлина или па исполираните трезори кои што се во рамките на оваа серија кои треба да соодветствуваат за некој си модерен хајтек, кинематографери се Нилс Алперт и Ерик Мојниер.
Во поглед на монтажата имам исто така четворица кои што работат на монтирањето на епизодите, односно Кен Елуто, Джое Хобек, Гери Леви и Елизабет Мерик, кои што во серијата има доволно ликови и за действието од минатото и за действието од иднината и сегашноста, ама не знам колку па се интересни за следење сите подеднакво во рамките на флешбеците, односно ако некој од овие типизирани ликови не ви е интересен во рамките на извршувањето на грабежа, не знам колку би биле заинтересирани да знаете што мајка бара тој во ова екипа. Поглед на костимографијата и шминката, од една страна имаме модерната облека и действието и нема некоја па и драстична, односно енормна разлика дури и во облеката и снимањето пред 20 години, не дека се користи различна технологија или различни леќи во поглед на доловување на минатото, барем на стилистички начин се е снимено дигитално и работено пост. Нема натурални елементи, има мали преписки ако се опрашање хумореска, ако е опрашање помеѓу новите кои што не ми ни беа толку смешни, не можам ни да се сетам дека сум имал кој знае какво ситуација на пресмеење, на смеење без да можам да земам злив. Тоа не се случи во оваа серија, исто така нема ни кој знае какви еротски елементи во неа. Има понекоја си повреда, понекоја си модринка од физичка пресметка во контекст на ефектите. Имаме флешбек дури пред 24 години што се случува и губење на свест кога настанува еден вид на накршнување на реалноста. Жанровски е криминалистичка мелодрама, односно ТВ серија за грабеж, а стилизираниот јазик е англиски со понекоја азиска реплика од ликовите кои доаѓаат од оваа провениенција. Недостатоци има во поглед на тоа што премногу се генерични ликовите. Значи, веќе сте ги погледнале овие картонско засечени дводимензионални ликови кои се порамнети со функциите кои што ги извршуваат и тоа во многу поквалитетни филмови. Значи, има причина зошто Pulp Fiction е ремек дело, кое исто така има нелинеарен хронотоп, ама таму знае Тарантино зошто и која приказна треба да биде покажана и мотивите зошто таа ја гледате во тој момент, што не е случај со оваа серија која што на гледачот му ја нуди таа илузија на можност дека ќе добие некое поразлично искуство од тоа што го имаат неговите пријатели кои што ете ќе гледаат во ист момент серијата. Да, ќе бидат разочарани едните и другите, најверојатно. Поглед на континуитетот на епизодите не е всушност проблемот во конкретно содржината во епизодата, како што е проблемот со случајниот редослед кој пречи на гледачкото искуство, затоа што пишувањето не е фрлање на коцки, туку бара познавање и вештина како да се изгради една безпрекорна форма. Поглед на градењето на ликовите, најхуманизиран се разбира дека е Лео, а останатите имаат многу ситни и незначајни арки, па дури и неговата ќерка која е ставена прашање. Поглед на референции кои што можам да ви дадам на слични филмови кои би ги погледнале, секако дека тука е трилогијата на Ocean's Eleven и неговата женска итерација, потоа The Heist од 2001, Baby Driver 2017, Jackie Brown 1997, The Town 2010, Now You See Me 2013, култниот хит на Michael Mann од 1995, Spike Lee, неговиот Inside Man од 2006, оригиналниот Italian Job и ремейкот Сент Триниан, секако филмови кои што има централен елемент изведување на грабеж, а доколку сакате слични серии кои што допираат до тематиката на ограбување и бегство од затвори, секако дека тука ви е Prison Break, Money Heist, Lupin, Good Girls, Mr. Robot, The Endgame, The Great Heist, Snatch, Heist, документарната серија, потоа Sky Rojo и Blindspot, ајде да ја напоменеме. Драматична атмосферата на Калейдоскоп, загарантирана е гледливоста и постигната е убедливоста. Во поглед на епилогот не треба човек да се поигрува со тројцата европски богаташи, на кои воопшто не име тешко да ги отстранат сите ликови кои што всушност се запознаени со случајот на исчезнувањето на нивните обврзници, меѓутоа вклучувајќи го и
Лео во тунелот на кој што се појавува или исчезнува, или па можеби љубопитната полицајка која што исто така е сведена на ликвидација. Поглед на евалуацијата се усила може да добие 8 од 10, иако таа сметам дека не е заслужена оценка баш поради таа генеричност која што ја има. Меѓутоа, поради допирањето на тој инвентивен пристап, да речеме дека има некоја иновација во себе. Продолжение не би требало да има, меѓутоа со оглед на тоа што напоменате антолошкиот формат, ме интересира дали ќе се нафатат да создадат некаков си друг случај, например, во иднина кој би бил работен со овој принцип или па може би со некаков си друг пристап. Тука може да направиме едно пресекување на говорниот дел од емисијата и за самиот крај ќе слушнеме El Supremo, односно ако имаме можност ќе ја слушнеме The Ghost Of, една долга композиција која што сметам дека на најдобар можен начин го краси творештвото на овој бенд од Фарго од Северна Дакота, кој што е инструментален стонер рок бенд со еден моќен и ненадменлив фаз кој што го поседуваат во себе, така што ќе слушнеме оваа композиција и може да ја слушнеме и Jigsaw, односно тоа е композиција која што се наоѓа од Калеидоскоп, од самиот скор на оваа ТВ серија на Доминик Луис. Доколку сте расположени да погледнете неколку настани кои што се врзани за културата на овој град и воопшто нашата ни држава, топла препорака е да одите 18 април во 20 часот на Процеп на проекцијата на младински кратки филмови во кинотека. Потоа имаме концертот на Вата и Болзер и Concrete Winds во МКЦ на 12.5 во 19.30 часот. Секако тука е и фестивалот Metal Discharge кој што се одржува по четврти пат во Битола на 10 јуни со почеток од 17.30 часот. Исто така, доколку сте заинтересирани за гледање на хип-хоп настав во живо, тука имате Макрап сесии со Бибич, Сараджи, Кацари, Ѓоле во Вудсток, кој ќе се одржи денес од 21 часот, а од 18 април до 28 април може да присуствувате на самостојната изложба на Наташа Гелева, именувана како Пантереј во КСП Центар Јадро. Покрај оваа изложба да напоменеме уште одвивањето на наредната недела на манифестацијата Златна рамка, како и започнувањето од 30 мај на фестивалот Филмај на краток филм во Куманово, во Занајчискиот дом и секако концертот на Најл во Скопје во Младинскиот културен центар, кој што ќе се одвива на 29 април во 19.30 часот и 30 јуни до 2 јули е The Festival, односно новото издание кое ќе се одржи во Дојран на овој фестивал на отворено. За самиот крај напоменувам уште еднаш, ја слушаме The Ghost Of композиција на El Supremo, нивниот албум Acid Universe. Вие го слушавте 105-тото издание на емисијата ТВ 103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ја анализирав првата сезона на серијата Калеидоскоп. ТВ 103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао!